Најпрвим ви благодарам вам, професорке, затоа што верувам дека ако не бевте вие и ако не беше Дороти, ова денес немаше да се изреализира. Исто и Дороти и една може, од секогаш, односно од кога и јас станав самохран родител, често знам да ги прочитам сите тие ставови, целата таа борба која што подолго време се одвива на овој простор, може би доцниме како собрание, но јас верувам дека е најбитно тоа што конечно отпочнуваме. Може би во овој парламентарен состав нема да имаме многу време за да изреализираме сето тоа што сите ние би посакале да го изреализираме, но верувам дека битно е да се отпочне, битно е тоа што сите сме согласни дека ова е нужно, потребно и предизвиците на новото време го налагаат токму тоа. Искрено сметам дека, за жал, никоја од нас не е ранлива како што не прави системот. Ние сме многу силни, секој ден го докажуваме тоа на самите себе си, а после и на нашите деца. Меѓутоа, живееме во едно општество кое што се уште е, ќе речем, недоволно зрело, но затоа сме денес тука. Затоа верувам дека оваа интерпарламентарна група за правата на еднородителските семејства и самохраните родители ќе покаже дека со искрена заложба и работа може да се постигнат многу работи. Верувам дека ќе имаме точно зацртани цели, точно зацртани приоритети кон кои што ќе се стремиме и искрено верувам дека нема тука да има разлики кога станува збор за партии. И тоа особено ме радува заради тоа што буквално ние сите ќе се бориме и се бориме без разлика на политичка партија за подобра иднина на нашите деца и покрај тоа што ние сами ги раснеме. Јас сум самохран родител, знам како се живее со една плата, но исто така знам дека има многу жени кои што не можат да се изборат на овој економски пазар, кои што не можат да најдат свое работно место, кои што не можат да најдат кој ќе им помогне околу воспитувањето, односно чувањето на децата, и затоа знам дека нашиот систем мора да понуди многу повеќе за овие жени и за овие еднородителски семејства. Потребни се измени на закони, законот за семејство, исто така и мора да обратиме многу внимание на економските закони, затоа што доста често како маргинализирана група односно не сме потсетени и не сме спомнати. Во изминатите неколку години јас се трудев низ сите овие закони да пројдам кроз моја лична призма и да видам дали самохраните и еднородителските семејства ќе бидат опфатени во тие групи кои што беа наназати за помош, пакетите на мерки и така натаму. Поднесувавме и амандмани како пратеничка група. Меѓутоа, тоа беше прифатено од сите, се разбира, меѓутоа лично заради тоа што се пронаоѓам тука и сметам дека мора да се помогне на овој ваков начин. Ке речем уште еднаш, нема да должам повеќе, сметам дека повеќе треба да покажеме кроз дела, не кроз зборови, дека сите ќе се залагаме за иста цел. Се надевам на соработка и наредните неколку месеци кои што ни остануваат нам како пратеници во овој пратенички состав, но уверена сум дека иста во оваа иницијатива треба да ја започне својата работа од наредниот пратенички состав, онака како што треба, со многу остварени цели, многу зацртани идеи и остварени цели, и се надевам многу посрекни и поуспешни такви самохрани семејства и еднородителски семејства. Ви благодарам.